Добар ден и добре дојдовте во 0N+. Минатиот понеделник зборувавме на тема како треба да изгледа нормална столица кај деца. Денеска продолжуваме онаму каде што запревме, односно повторно нашиот фокус ќе биде онаму кај што е фокусот на родителите во промените во содржината на пелената кај бебињата. Гостинот во студиото е доктор Денис Алкалили од Рес Хумана, кој секој понеделник е дел од 0N+. Да, благодарам за поканата повторно и темата е таа неисцрпна. Ќе се обидеме да објасниме уште некои работи поврзани со само тоа. да напоменам и дека гледачите ќе може да се вклучат во програма и да учествуваат во формирањето на содржината и на прашањата на денешната емисија. Доктор Алкалили, често пати бебињата се грчат при дефекација. Имаат болки, плачат. Дали причината за тоа може да биде видот на адаптираното млеко? Јас би сакал да кажам, она што често се соочуваме во текот на прегледите, значи во текот на секојдневната работа, е тоа што родителите се вознемирени заради тоа што бебето се напнува, односно се грчи, поцрвенува во лицето, во моментите кога сака да се ослободи од столицата или да ослободи гасови. Сега би сакал да кажам дека во текот на првите, да речеме 6 месеци или во текот на првата година, детето практично се учи како да ги прави сите тие процеси. Значи тоа е еден физиолошки процес кој што со напнување, практично со зголемување на притисокот во градниот кош и во абдоминалната празнина, всушност детето помага да се ослободи содржината која што се насобрала во дебелото црево, односно во ректумот, и тоа е на некој начин и физиолошко нормално. Неколку пати напоменавме досега дека е важно да се остави и детето самото, значи да ги научи овие процеси, затоа што колку повеќе родителите обрнуваат внимание на тоа, го гледаат, го пазат, всушност интерферираат во овој нормален процес на учење. Така да мојата главна порака по однос на ова прашање би била дека навистина е нормално детето да се напнува, да се грчи, дури да поцрвене во лицето, затоа што тоа е нормален физиолошки процес, нешто што нормално се случува во тек на какањето. Често пати родителите и потенцира дека нивните бебиња имаат гасови кои што имаат чуден мирис и се обидуваат и тој проблем да го решат. Некогаш со топло пиерниче на стомакот или со чајче. Како да се постапува во таков случај? Па видете, кога ќе започне исхраната на бебето после раѓањето, навистина еден важен процес на населување, да речеме, на развивање на ензимите во цревото, на созревање на самиот дигестивен тракт, за да може да го обработува тоа млеко кое што детето го пие како единствена храна. Колонизацијата со бактериите на дебелото црево исто така е еден процес кој што е непрекинат, кој што постојано се одвива и најчесто онаа храна која што ќе стигне до дебелото црево, односно кој што детето дел ќе искористи, од она што нема да го искористи, потоа останува на бактериите да го разложат. Гасовите и различните, да речеме, различните вариациите во однос на мирисот и во однос на количината на гасовите, пред се зависи од зрелоста на ензимите на цревото да го обработи млекото кое што поминува, меѓутоа зависи од бактериите, односно какви бактерии се колонизирани, кој тип преовладува, нели разговаравме минатата емисија и за бојата, дека и бојата варира, во тој случај значи дури варира и количината на гасови кои што ги има. Најчесто со возраста практично, како детето расте, созреваат ензимите, храната поефективно се обработува, односно се разложува и на тој начин започнува практично нормалниот процес на ресорпција, односно на искористување на храната, и токму затоа нели веќе во вториот, третиот, четвртиот месец значително се намалува количината на столица која што се создава, затоа што целиот тој механизам станува поефикасен. Имаме гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, гледачка од Скопје на телефон. Повелете, кој е вашето прашање? Вака сега, јас имам 5-месечно бебенце, со кое што пред скоро една недела почнавме со кашичка од јаболко. И до сега е, значи, само на мајчино млеко. И сега, овие последниве 2 дена имаме проблем со столицата. Односно, имаме потечна столица која што знае да биде со зелена, изразито зелена боја. Што е проблема? Дали од кашичката, дали од млекото, дали може би од жештиниве, значи не знам друго што би можело да влијае. Така. Ви благодарам за прашањето. Што би можело да биде проблем во една ваква ситуација?
Па сега вака, значи она што започнале со храната, значи секако е еден фактор кој што треба да се земе во предвид. Меѓутоа сепак и самиот почеток на внесување на храна може да биде придружен со варијација на столиците и по содржината, и по бојата, како што кажавме, и по мирисот. Исто така како важен фактор е и тоа што сега е лето, значи во летните денови треба да се внимава особено на стерилноста на приборот за хранење, вклучувајќи тука и тањирчиња, и лажички и се, значи пожелно е тоа да се стерилизира, односно да се попари или да се преврие, затоа што особено во лето најважен извор на инфекција, односно на вируси кои што прават инфекции на цревниот тракт се токму рацете. Значи многу е важна хигиената на рацете и важно е во однос на нели сите садови кои што се користат. И претходно спомнавме дека доењето е најбезбедно по однос на тоа прашање затоа што е млекото стерилно, меѓутоа во овој случај значи сепак ако столицата не е пречеста, значи ако детето изгледа добро, значи е весело, не делува болно, значи не е омалаксано, не спие нели подолги периоди, повеќе да е поспано, во тој случај веројатно се работи за физиолошка промена во варењето на храната и цревата на некој начин се прилагодуваат кон варење на нова храна. Дури некогаш може да има различна боја, како што е во овој случај, можно е дури некогаш и самата столица да биде скоро идентична како она што детето го изело. Заради тоа мојата порака е исто така да не се претерува и со количината, значи на детето во оваа фаза кога започнува со исхрана, многу е важно да му се понуди, а негово право е колку ќе изеде. Значи дури некогаш може и 2-3 лажички, 2-3-4 лажички, меѓутоа значајно е дека нели основниот извор се уште на енергија на храна всушност, на хранливи материи се уште е доењето и затоа мајчиното млеко и заради тоа е важно да продолжи доењето, дури детето и да не изеде многу, важно е да не се инсистира на количината. Значи во овој период значи не е толку важна количината колку контактот на детето со храната. Со храната. Так, имам уште еден гледач на линија. Повелете. Ало. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака, сега моето 2-месечно бебенце на колку месеци се извинувам, не ве слушнавме добро? 2 месеци. 2 месеца. Во ред? Да, мајчино млеко кој го измолзувам, нечица и во комбинација со адаптирано навечер. Во последно време, тоест последниот месец некака редовно, еднашка на 2 дена, во меѓувреме имат гасови кои што се многу миризливи и има болка. Се грчи целото и плаче кој ќе го испушти гасот. Така. Како можам да му помогнем? Така. Ви благодарам за јавувањето. Како да се помогне на мало бебе кое што има ваков проблем? Тоа што мајчиното млеко зазема одреден дел во исхраната е важно, доколку може да се премине на доење, значи без измолзување, би било пожелно и добро, меѓутоа и да остане така како што е начинот на исхрана, значењето на мајчиното млеко е големо во овие првите 6 месеци, заради тоа што детето и многу нели корисни бенефити има од доењето, вклучувајќи и му го пренесува мајката, значи му пренесува дел од заштитата, од имунитетот. Во однос на она, значи гасовите кои што се создаваат, да му се помогне на детето може најмногу со положбата. Значи на некој начин со начинот на држење. Значи корисно е ако го положи на раката, значи на подлактицата со лицето и со стомачето кон доле, да, со тоа што на некој начин дланката ќе прави лесен притисок на стомачето, исто така и свиткувањето без разлика дали детето лежи на грб или е поставено на дланката или мајката го држи на незините гради со лицето кон неј засвртено, многу е важно да се подвиткаат ноџињата, затоа што при виткање на ноџињата, како што кажаме, се зголемува интраабдоминалниот притисок и можно е да се ослободат гасовите и на некој начин да му помогне. Многу е важно да не биде тоа силно свиткување на нозете кон стомачето, затоа што детето сепак да не дојде на некој начин до оштетување на органите внатре во стомакот, значи да не биде нагло и силно, него да биде постепено и нежно, да, со повторувачки движења, кои што на некој начин ќе му помогне. Морам да кажам дека сите овие методи до некаде се ефикасни, затоа што физиолошки нормално е детето да се напнува, нормално е да се учи како да ослободи гасови и сигурен сум дека и во овој случај, пошто е 2 месеци, негде каде 5-6 месеци, веројатно веќе нема да има воопшто таков проблем, так, односно се ќе се регулира. Апсолутно. Така. Имам уште еден гледач на линија.
Добар ден, повелете, кој се јавува? Дали се уште е гледачот на линија или ние да продолжиме понатаму со прашањата од режија? Во ред, ние можеме сега, значи да продолжиме понатаму кога детето ќе премине на цврста исхрана, односно кога ќе се започне со дохрана. Се менува столицата на бебето. Каква станува? Па најверојатно повеќе наликува на нормална физиолошка, да, кај поголеми деца и кај возрастни, не е веќе златно жолта и не ни може да се очекува златно жолта затоа што она што веќе го јаде детето како храна, како овошје, зеленчук, месо, жолчка од јајце, значи се тие важни да речеме елементи на исхраната после 6-тиот месец постепено кои што се воведува, на тој начин практично и столицата се менува. Се менува и од ден во ден зависно нели од тоа што јаде детето во тој период. Она што е важно да кажеме е дека најчесто тврда столица се добива, односно проблемите започнуваат со воведувањето на исхрана. Да, на немлечната исхрана и тоа најмногу во најголем број случаи зависи од составот на исхраната. Да. Имаме уште еден гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден. Вака може да поставам прашање за доктор? Секако, повелете. Така, двомесечно бебенце. Така. Значи во каката во столицата забележавме како црвени нишки, како крв така. Така. Што може да биде? Дали е тоа ризично нешто или значи само на доње бебето? Така. Се повторува тоа често или? Не, прв пат се појави. Така, значи прв пат. Како крвави кончиња претпоставувам, така? Да. Дали е тоа, доктор Алкалили, проблем кога ќе се јават крвави кончиња во столицата на бебето? Така, значи апсолутно доколку се повторува, тоа е индикација за да се направи преглед кај педијатар. Тоа значи матичен педијатар кој што го следи детето и кој што ќе може да го прегледа и ќе поразговара во однос на анамнезата, значи од кога почнува како и исто така важно е да има доколку може значи и да ја носат, нели разговаравме за пелената која што докторот ќе ја види, за да може да им даде соодветна информација. Да покаже. Најголем број од ваквите примери, од ваквите случаи со појава на конче крв може да биде фисура, односно прснатина на аналниот отвор на детето, меѓутоа и тоа да прави некоја причина, меѓутоа не смееме да го тоа да речеме земеме здраво за готово и важно е да се направи преглед кај педијатар. Доколку педијатарот утврди понатаму, значи може да ги проследи до да речеме до повисоко ниво на здравствена заштита, каде што ќе се направат одредени испитувања дали и од каде потекнува тоа крварење. Значи, можно е да биде од повисоките делови на дигестивниот тракт, ако е свежа крв, веројатно не е многу високо, значи веројатно е од дебелото црево, меѓутоа во секој случај тоа треба доколку се повторува, треба да се доколку се појавило само еднаш, тогаш предпоставам дека видете, тоа е ризикот не е голем. Неблагодарно е да се разговара за ризикот. Мојата, да речеме, во секојдневната работа, мојот принцип е доколку се посомневам на нешто, да се провери, да се види. Така, значи најдобро е да се јават на педијатар. Да, апсолутно. Значи матичниот кој што понатаму ќе одлучи, гледајќи го и детето, затоа што верувајте, со самиот прв поглед на бебето во ординацијата, веќе добиваме впечаток дали се работи за посериозно заболување, дали има некаков проблем или пак е нормално се. Имаме уште еден гледач на линија. Повелете, кој се јавува? Здраво. Здраво. Да прашам, имам 2-месечно бебе, значи цела недела не ни се беше покакал. Кога ни се покака, значи имавме некако погуста и мислам жолта, значи столица беше, само беше некако погуста. Така? Имаме гасови, значи нон-стоп. Ама тоа не е проблемо што не какаме по цела недела, значи. Така? Дали цица? Дали цица бебето? Дали цица? Да, цица, само на цицање. Значи само на мајчино млеко, така? Да, и многу мал се пример бекутан чајче ќе дадеме. Така. Така. Друго ништо. Така. Докторе, што во овој случај? Значи ова е веројатно класичен пример за она што го разговаравме, дека негдека од вториот месец веќе почнува да се, значи веќе се усовршува тој механизам на искористување на храната и као што кажа, значи после 7 дена добило столица. Таа столица значи е погуста, нормална, меѓутоа сепак ако бојата е нормална, значи и ако е една, тогаш веројатно се работи за нормално физиолошко. Она што гледате, повеќето прашања се за вториот месец. Значи тоа е всушност тој преод од
секојдневно појава на столица и потоа малку поретко појава. Да, нагло се менува. Токму така, тоа. значи исто така и грчевите, значи оние познати грчеви кај бебињата кои што започнуваат негде од 2-3 недела после раѓањето и траат до 2-3 месеци, исто така значи се резултат на промените кои што се одвиваат во цревото, значи зголемена повеќе гасови и сето тоа. Кога ќе дојде до прорачување на столицата, односно на честотата, родителите реагираат затоа што веќе им доаѓа нешто различно, детето тогаш веќе започнува да собира поголема количина на столица во дебелото црево, во ректумот и му треба малку повеќе напон за да го тоа ослободи. За разлика од претходно каде што тоа најчесто се случува спонтано и нели секоја пелена е полна. Така да тоа е нешто што ги буни, напнувањето, поцрвенувањето во лице, меѓутоа морам да кажам дека во најголем број од случаите тоа е физиолошки. Така, значи нема простор за грижи. Ние имаме уште многу малку време, можеме да одговориме само уште едно прашање, еве како родителите можат да препознаат пролив, односно диареја, кај бебе кое што е во пелена, бидејќи пелената многу често ја впива течност. Како да се препознае? Кои се насоките, кои се фактите што треба да ги знаат за да утврдат дека тука навистина постои некаков проблем? Така, јас би кажал вака, значи најчесто доаѓа до овој проблем, односно започнува овој проблем кога ќе почне детето да внесува различна храна, значи да внесува комплементарна исхрана, дополнителна настрана од млекото. Започнува кога детето ќе почне да се шета, кога ќе почне да оди на одмор, кога ќе почне да оди на гости, кога ќе почне различни работи да става во уста, значи да посегнува, да има веќе фат и сите тие се најчесто случаите се придружени со малку поголема возраст од оние првите нели 3 до 6 месеци. Важно е, значи, пелената во денешно време, модерните пелени имаат навистина голема абсорптивна моќ. И многу е важно да се мисли на тоа и да се види, меѓутоа знаците секако не е само во пелената знакот, него детето на пример може као резултат на тоа што губи течности во рамки на столицата, значи да биде дехидрирано, да биде омалаксано, да биде поспано и тоа се знаци кои што би требало да ги поттикнат да размислуваат на тоа и да го рехидрираат. Многу важно е и да одат на доктор, се разбира. Така, секако посетата на педијатар е неизбежна. Апсолутно, да. Ние имаме уште многу прашања кои што претпоставувам ќе ги одговориме во некоја од следните емисии. Да. Ви благодарам што бевте дел од Нова М+. Ви благодарам. Ви благодарам и вам што бевте дел од оваа емисија, што покажавте голем интерес за оваа тема. Ние се гледаме повторно утре од 12 до 12:30 секако на телевизија Телма. До гледање.